период сексуално ја малтретирал својата 16-годишна керка. Злоделото на монструмот го пријавила мајката на девојчето, која им одолеала на заплашувањата од нејзиниот сопруг дека ќе ја заколе. Девојчето е бремено, а ДНК анализата покажала дека фетусот е плод на инцест. Татко ја силувал својата 16-годишна керка веќе 2 години. Страшната приказна дошла до полицијата, дури откако малолетното девојче забременило. Тоа било причина мајката конечно да се реши да го пријави 37-годишниот Мухамед во полиција. Девојчето немало месечен циклус извесен период, а бременоста ја потврдил Институтот за судска медицина по откривањето на случајот. Преку ДНК анализа од примероци од крвта констатирале дека Мухамед го зачнал плодот. Според МВР, таткото силувач ја користел секоја прилика кога бил сам со керка си во домот. Ја присилувал, а доколку му се спротивставила ја тепал со тупаници и се заканувал дека ќе убие доколку каже некому. Во една од куќите на оваа улица во скопската населба Маџари, таткото монструм 2 години ја силува својата малолетна керка. Последен пат гнасниот чин го сторил пред 2 дена. Кривичниот суд му определи притвор на силувачот. Пред судот ќе треба да објасни како можел да ја злоставува сопствената керка. Ова е едно од низата родоскавернавања која потресува Македонија последниве неколку месеци. 11-годишно девојче остана бремено од сопствениот татко од Кичевско Лисичани во февруари. Во март јавноста се згрози од случајот кога татко заедно со својот пријател ги силувале двете малолетни керки. Првата детска амбасада меѓаши и овој пат го осуди неодговорното родителство и ги охрабрува судиите да изрекуваат максимални казни. Посебна улога имаат образовниот процес воспитувачите во основните училишта, кои треба да го забележат девијантното однесување од најблиските и повлекувањето на децата тењето во себе. Тука имаат многу важна улога центрите за социјална работа, кои треба да имаат увид во дисфункционални семејства во ризик. Кога веќе не се спречило злоставувањето, сега мора да се лечи. По претрпениот стрес и траумите кои ги доживеало девојчето, најбитна е ресоциализацијата, што побрзо и поуспешно да се избришат трагите, кои можат да остават големи последици во иднина, препорачуваат социолозите.